искрено едва чекав вака постфестум кога станува збор за 3 декември кој што го одбележавме и ние на наш начин заедно со нашата Марија Коцева. Сега веќе една седмица што се вели по одржувањето на Ability Awards, да можеме да говориме и да ги споделиме вистинските импресии, па и на некој начин инспиративните приказни за надминување на бариерите и достигнување на својот личен индивидуален успех во ова успешно прво издание на наградите за лицата со попреченост. Меѓутоа, мене ми е драго што ќе ја поздравиме Ведрана, која што некако не поврза на адреса на нашата Елизабета Јовановска, која што е организатор на првото издание на Ability Awards, и секако преку Елизабета денеска ги имаме и Бранимир Јовановски и Ема Ананиевска, која што и меѓу другото беа од 10 наградени токму на првото издание на Ability Awards. Прво, добро утро. Бранимир, ви благодарам што директно од Куманово допатувавте. Ема, прв пат во утринска телма ти благодарам. Следен пат ветуваме пијано во студио да концертираме и бете и секоја чест. Тој го кажав и утрово на Ивана и на колегите дека пристигна аплаузи и честитки за на некој начин ова организирање на првите Ability Award, бидејќи чинам дека можеби во регионот и вакво можеби славење не постои, така што all eyes on you. Сите честитки и погледи беа вперени на нова издание, на некој начин да се донесе некако тој пиедестал за нашите сограѓани. Секоја чест и уште еднаш ви благодариме за учеството на утринската телма. Супер ќе биде разговорот. Сакаме да споделуваме инспиративни приказни, особено кога зборуваме за секојдневие исполнето со предизвици. Реално секој од нас има секојдневие исполнето со предизвици на ваков или онаков начин, но кога зборуваме за лицата со попреченост, тоа се малку поинакви предизвици и добро е кога се обелоденуваат тие бариери за истите да може нели да се елиминираат, поточно да не представуваат веќе бариери и да може да се создаде една одлична околина за функционирање на лицата со попреченост. Кога зборуваме за талентите кои што тие ги имаат, како што сте нели вие примери во студиото, кога зборуваме за начинот на кој што тие се изразуваат, храброста и отвореноста со која што говорат, апсолутно и тоа е првенствено за награда, пак да не зборуваме за успесите во вашите кариери. Па сметавме дека покрај нели наставот кој што се случи, да позборуваме и да се посветиме малку на тоа. Мотивирачки, инспиративно за тоа каде сме и колку како луѓе сме свесни за оние бариери, да речеме, или предизвици со кои што се соочуваат лицата со попреченост и како вие, еве, со секојдневието и со успесите кои што ги имате со настапите, надпреварите и концертите, всушност го живеете животот, како велиме, со полн здив. Така е. Кој ќе почне? Кој ќе биде прв? Се исто. Хајде Бети, еве, прво ќе започнеме секако на некој начин дадовте простор и можност, видливост, на некој начин да се наградат нашите сограѓани успешни во своето работење. Секој од нас некако ги знае Бранимир, Ема, па и останатите кои што беа дел на сцената. Прво, бидејќи работиш периодов и доста со овие Ability Awards за креативата, за целата логистика да се создаде, Препоставам дека беше напорно за да прво се создадат темели за ваков настан. Меѓутоа еве, ајде твоето искуство. Последна седмица. Значи јас веќе 7 години професионално се занимавам со инклузија, обука на лица со попреченост и нивно вработување. Од последната година и правиме комплетно пристапни планови за објектите, корпорациите, институциите и така натака. Сега низ годините наназад видовме дека навистина кога станува збор за талентите и способностите кои што лицата со попреченост ги имаат, некако ги ставаат во втор план во однос на некако срамежливо го кажуваат сите она кое што го направиле, а како што и самите видовте вечерта, значи сите оние кои што добија награда имаат и тоа како позавидни достигнувања од кои што би требало да се посрами типичен човек. И целта беше токму таа, значи настанот да инспирира и да мотивира и не само на лицата со попреченост да ги охрабриме, туку и на останатата публика да им покажеме и да им ги отвориме очите на еден поинаков начин. Ability Awards беше како идеја од минатата година, но искрена да бидам, јас не се чувствував спремна за тоа да го направам од ваков карактер како што го направивме сега, да. Реков или ќе го правиме како што треба да сја или нема да го правиме. Или да го правиме, така. Да, затоа што имав конкретна цел,
на кој начин сакам да допреме до јавноста, кои луѓе сакаме да ги вклучиме, кои министерства сакаме да ги вклучиме, кои лица да ги номинираме и каков тој начин ќе биде. Ние буквално целиот настан го спремивме во месец и половина. На почетокот почнавме четворица, кои што двајца во текот на спремањата, да кажам, некако заради работни обврски преминаа на своите обврски и вклучивме дополнително уште двајца, значи буквално четворица, ние го направивме сето тоа што вие го видовте таму. Во некаде околу 15 октомври пуштивме отворен повик за номинирање на лица со попреченост во различни категории. Категориите ги направивме каде што ќе може навистина луѓето да се пронајдат, дали тие или некој друг, некој нивни близок ќе може да ги пријави, да ги номинира. И секој од своето кариерно делување и секојдневен живот да има Так. конкуренција, па и да се создаде некој начин, една убава конкуренција, позитивна, и да се наградат Апсолутно. Со тоа што ние се соочивме со ситуација буквално од сите, кога кажавме каков ќе биде настанот, никој нас не ни веруваше дека од таков калибар, од таков тип на настан дека ќе може да биде, иако ние на мејл имавме буквално објаснето се. Спремете се за македонските Оскари. Но и облечете го своето свечено парче облека. Значи, но никогаш не идавме, како да кажам, на неверување и од страна на лицата со попреченост, и од страна на компаниите. Јас морам да кажам дека единствено во оваа идеја, кога ја споделивме, амбасадите беа оние кои што рекоа ова е одлично што го правите, ние ќе присуствуваме. И меѓу другото, куриозитет имаше многу вечерта. Меѓу другото, прва работа што може да ја споделиме дека беше една од ретките сцени која што беше адаптирана токму за сите лица да можат да бидат на сцена да се качат. Тоа е логистичкиот дел кој што нас ни зададе тоа како големи проблеми, заради тоа што во Македонија досега никој не направил пристап на сцена во затворен простор. И ние, например, кога ги баравме, имавме ситуација кога ги баравме хотелите каде ќе се одржи настанот, го одбравме Хилтон токму заради паркинг просторот. Ние мислевме на 40 возила на лица со инвалидски колички, кои што ќе има потребен дополнителен простор каде ќе се паркираат луѓето. Тоа беше невозможно на другите хотели. Кога беше за сцената, кажавме треба да ја направиме сцената по законските норми, затоа што ова треба да биде пример за како треба да изгледаат сите останати понатаму. Јасно. И тоа беше еден предизвик каде што Инфомедија рекоа нема никаков проблем, ние ќе го направиме, но дајте ни време. Так. Ние во ден пред настанот, значи од 9 до 11 часот вечерта таму меревме како сите тоа ќе изгледа, луѓето излегоа на вистина многу професионални. Супер, одлично. Значи, тоа беше една, како да кажам, од сега, откако помина настанот, сите тие работи мене ми изгледаат многу симпатично и убаво и смешно, но верувајте до моментот... Лесно предизвикувачки за следен настан. До моментот додека не почна целата агенда и целиот настан, Треба тоа беше голема навистина организација. Инаку ќе дадеме аплауз за Бранимир и Има кои што беа наградени, имено ќе потсетиме далечната 92-та Бранимир, ќе ме поправите, Барселона, првото злато за Македонија во Параолимписките игри во стрелаштво и Ема Ананиевска некако се споделивме некакви искуства во минатото дека кога ја запозна беше помеѓу првите дами кои што беа пијанистки, нели баш лица со попречен вид, меѓутоа пијанист и автор на својот репертоар, повеќе кратна добитничка на награди од надпреварот по пијано во државата и во странство, настапува и како солист во Македонска опера и балет. Во Младинскиот културен центар, Ема поправиме ако негде погрешив. Дал Паши немам, Музеј на град Скопје, Коларац во Белград и многу друго. Голема е листата. Голема е листата. Да, во однос на сето ова, колку за вас и што за вас значат овие награди? Само да исправам дека имам настапувано како на настани во Македонска опера и балет и сите институции кои што ги споменавте, само но не сум вработена никаде моментално. Сум слободен уметник.
Па искрено, како што кажа Бети на почетокот, кога ми се јави уште пред не знам, 2 месеци и пол, 2, да ми каже дека планира да организира ваков настан. Целата идеја ми звучеше супер, меѓутоа немав баш некој... Скептичност може мало Па постоеше? да, немав некои големи, високи очекувања. Но некако како тежеше целиот процес, па се договаравме што како ќе се случува. Така, ми беше некако све, ајде ќе видиме како тоа ќе испадне. Кога дојде моментот да се случува настанот, кога излегов на сцена да ја земам наградата и бидејќи и настапував заедно со мојата другарка Ива Дамјановски. Во моментот пред да излезам на сцена некако ми беше ајде сега ќе излезам, ќе настапуваме, ќе свириме, не знам како ќе изгледа тоа, ама се чувствував како секој ден што се вели кога настапувам. Кога излегов на сцена ме фати некоја необјаснива трема, што се случи не знам. И покрај тоа што имаш искуство, Да. еден тон. И кога заврши настапот, буквално имавме ситуација кај што наградата ја заборавивме на пијаното. Па те повикавме повторно. Беше, не знам, многу бев збуната, како да не ми беше јасно што ми се случува. И некако еве цела недела после тоа уште сум под импреси, не толку заради наградата, како награда секако многу ми значи, затоа што ми значи прво што некој ме номинирал, значи дека некој ги приметил моите успеси, мојот труд, и ми значи довербата да ја добиам таа награда која што ми е дадена. Меѓутоа некако самиот момент дека се случи нешто вакво, дека 3 декември го добил на значење кое што го заслужува. Треба да го има, а не да биде само еден ден кај што нели сите ќе постираме некој статус на Facebook за лицата со попреченост и сме завршиле работа. Мислам дека стварно е нешто што треба да продолжи во иднина и да се случува, и мислам дека е еден од начините да се промени свесноста кај луѓето дека не е само 3 декември. Именно. Да. Дали ја чувствувате полека, но сигурно да речеме таа промена? Еве малку и за тоа да позборуваме. Дали чувствувате дека како поминува времето, како се повеќе се зборува и се организираат вакви настани, се чувствува промената за свесноста кај луѓето токму за лицата со попреченост? Бранимир, Ајде, Бранимир, кажете бидејќи од 92 до денес, да речеме, како сте можеби присутен на таа спортска сцена, може да направите вистинска компарација. Да. Еволуција? Да. Што речеме, измешани чувства. Најпрвин за наградата, навистина голема благодарност до организаторите и до оние кои ме номинирале, и немам појма кои ме номинирал, и до организаторите кои го препознаа моето делување врз основа на трудот што го вложувам и јас и моите колеги за промоција на вредностите на лицата со попреченост, како и за подобрување на нивните права и нивната положба во нашата држава. Една од награди која секако ќе си го зазеде своето место во плејадата на награди кои досега во мојата кариера ги имам освоено, сите тие други биле спортски. Ова е прва од ваков вид и секако заради тоа е и посебно драга. Знаете, лицата понекогаш ја гледаат само предната страна на медалот. Ова фигуративно, не зборувам за спортски медал. Нели, сјајот, триумфот и така натаму. Меѓутоа, позадината на нештата е многу поинака. Како сторија, како животна приказна. Да, тоа е сериозно долги часови, месеци, години на макотрпна работа. Земете каде сакате на кое поле. Јас да кажеме на спортско поле има сигурно со вежби на пијано и се она што го носи натаму. И понекогаш, знаете, кога ќе дојдете до можност да добиете некаква награда од некаков таков тип, на вас навистина ви представува едно одушка во душата и еден момент на самоактуализација, кога ќе се почувствувате дека сте на врвот на нештата. Мене секако во мојот живот ме одбележал олимпискиот медал од Барселона во тоа време со светски олимписки рекорд. Меѓутоа,
и други 50 медали од големи првенства. Титулите најдобар спортист на Македонија во конкуренција на здрави, например, таа година. Потоа најдобар тренер на Македонија 2012 заедно со Оливера, која тогаш беше спортистка на годината, жената која тренираме, која според мене е најдобриот спортист на Македонија воопшто во моментов, бидејќи навистина ги има обединето сите можни титули. Сега, секако дека ние се соочуваме со бариери, еве Елизабета спомна дека одабирот на хотелот каде што ќе се случи настанот беше многу сериозен заради недостаток еве најнапред на доволен број на парк места. Тоа е проблемот со кој се соочили организаторите во еден момент. Замислете, ние секој ден се соочуваме со како да нели баш тие промени се случуваат и градежна инфраструктура да се адаптира, да речеме, за војна, бидејќи мал милион сега имаме толку тоа е секојдневно функционирање. Може да се види во моментот кога се организира како е тоа, а вие го доживувате секојдневно. Да. И навистина една од поголемите битки кои ги водиме со институциите на државата е токму рушење на архитектонските бариери и овозможување на пристап, независно и слободно движење на лицата со попреченост. Без оглед на тоа дали се работи за лица со телесен инвалидитет, каде што еден неспуштен равник или една скала навистина за нив представува понекогаш непремостив Монтевере за да завршат некоја се многу кариери, многу лимитирачки фактори представуваат архитектонските бариери кај лицата со попреченост и за жал можам да кажам дека ајде Скопје така и така. Меѓутоа градовите во внатрешноста не се баш толку добро адаптирани за движење на лицата, особено оние кои се движат со инвалидска количка и особено за слепите лица, бидејќи скоро никаде нема тактилни патики за движење на слепите лица, за самостојно движење. И кога ги има, еве и кога ги има, повторно се соочуваме со друг вид на проблеми, а тоа е непрописно паркирани возила на тротоари, тоа се некои жардиниери, не знам, тезги, што уште нема, не можеме да сретнеме движејски се низ тротоарите, кои исто така се сериозен лимитирачки фактор. Работите одат кон напред, не можеме да кажеме дека не. Наша вечна борба е да ја срушиме парадигмата дека лицата со попреченост се болни и неспособни, ниту се болни, ниту се неспособни. Очигледно со сите достигнувања. Да, за способноста говориме самите ние со нешто искуства. За болест не доаѓа збор дека било која инвалидност носи трајни оштетувања и вие цел живот ќе се соочувате со тие пречки кои на нештата во кои не можете максимално да функционирате. Меѓутоа, тоа е состојба која ќе ве прати целиот живот и не треба да се губи многу време. Треба да се види што е она што останало, што е преостанато. Да се санира, да се ремонтира некои работи. Што можеме да направиме од тоа. Токму ваквите инклузивни настани на кои заедно можат да делуваат и да бидат заедно лицата со и без попреченост, се добар пример дека нештата можеме да ги направиме подобри и дека еве со малку воля и труд се може да изгледа многу поинаку и многу поубаво. Ако би ве прашал што би промениле во законите и политиките за еве во иднина, рековте има, нели, се случува некаква метаморфоза, да речеме, на оваа сина така натаму еволуција. Меѓутоа, ако треба поединечно да ве прашам, што би апострофирале сега дека треба да се промени прво и нешто? Во секој случај пристапноста. Значи, тука нема што да измислуваме. Постои правилник за пристапност до и во градбите. Едноставно само треба да се почитуваат правилниците кои државата си има и институциите ги има донесено. Таму се опишани сите средства за пристапност, сите елементи на пристапност, дури и со тип на материјал, нагиб, не знам, широчина, должина и така натаму. Значи сите мерки и доколку тоа се случи, тогаш вие на листа со попреченост ќе возможите најпрвен да може да се едуцираат до крајни своји можности, бидејќи свесни сме дека објектите во кои се одржува настава од основно, средно и високо образование се буквално непристапни за лицата со попреченост. Потоа ќе има возможите вработување. Ретко кој размислува кога ќе се отвораат одредени нови објекти, можеби? Објекти, да, дека една или две скали
двојно ги хендикепира лицата со попреченост. Например, ако е продавница, банка, не знам, не може да бидат консументи, бидејќи не може да влезат натре, но во исто време не може да бидат ниту вработени токму заради исти причини, без оглед на тоа каква е нивната вокација и знаење и можност за да го искористат тоа. Така да најпрвин би ја променил пристапноста, а потоа, значи веднаш после потоа и она што го прати движењето. А тоа се квалитетни, софистицирани, модерни и функционални ортопедски помагала. Бидејќи голем дел од лицата со попреченост не може да се движат без инвалидска количка, без ортоза, протеза, патерици, одалки и така натаму, ние направивме еден озбилен чекор напред во однос на имплементација на одредени ортопедски помагала, работејќи долги години со фондот и со Министерството за здравство, меѓутоа има уште голем простор на кој може да се делува и каде може да се подобри состојбата, особено кога се работи за електромоторните колички за лицата кои имаат потежок степен инвалидност, квадриплегија и така натаму. Јас би се надоврзала на ова. Од прилика 2 недели пред Ability Awards, јас имав излагање пред бизнис заедницата на FMCG самитот, каде што буквално објаснувавме, имавме предавање за што значи вклучување на лицата со попреченост во нивните бизниси, во нивната работа. Во Македонија, според последниот попис, има 94.000 лица со попреченост и буквално луѓето кои што беа таму во салата беа, па каде се не ги гледаме? Одлично прашање. Не ги гледаме заради тоа што ние како општество сме ги затвориле вратите. Скопје колку толку е пристапно, да речеме, каде што луѓето пак можат да излезат од дома, да се прошетат, да имаат некаков социјален живот, не активно, но некаков. Надвор од Скопје, за жал, ситуацијата е навистина очајна. Имате градови кои што се многу големи, каде што луѓе во колички едноставно не можат да излезат од куќата или од станот за тоа што тротоарот е, например, на висина од 25 или 30 сантиметри. Или буквално ние како народ, да, сме емпатични, но они не бараат емпатија. Они бараат нова состојба. Они бараат почитување на основни права и еднакви можности, да, и тоа е сосема нормално. И токму заради тоа беше сосема овој поинаков пристап, да кажам, каде што ние ги истакнавме способностите на луѓето. Сме ги затвориле можностите за нив. И маните во овој дел, да речем, на некој начин. Значи, покрај толку препреки што тие ги имаат во животот, постигнале толку многу, чекате каде е грешката. Значи, грешката е, не можеме да кажеме системот не чини. Точно, треба да се промени, но системот го прават луѓето. А на луѓето ние треба да им кажеме директно: ова е проблемот, ова е решението, ајде да делуваме. Ги адресираш, така. Да. Да, и добро е кога се зборува отворено за сето ова и кога се зборува почесто, како што рековме, не само денот во годината кој што е посветен за тоа, и кога се испраќа пораката до некои што се надлежни за да може малку по-сериозно да се свати сето ова, како што велите, секојдневни предизвици со кои што ако еднаш се соочиме, знаеме што може или каков хаос да ни се случи, а не по луѓето кои што со попреченост кои што секојдневно се соочуваат со тоа. Уште едно прашање веќе кон крајот кон Ема поставено или насочено. Ема, читав едно ваше интервју кое што ме фасцинираше. Од аспект на тоа и сметам дека е добар дел исто така да го спомнеме во нашата тема, од аспект на отвореноста, искреноста и соочувањето низ годините со попреченост, односно оштетениот вид. Првенствено прифаќањето од околината, второ отворениот разговор и поддршка од семејството, и колку тоа всушност е, така кажано, ветер во грб за твојата успешност и промовирање на и потврдување на талентот како пианистка. Колку и ти сметаш, и таа порака можеме да испратиме, дека токму лицата со попреченост треба да имаат една таква особина на и отвореност, и искреност, и храброст, сигурни во себе, со својата самодоверба и со сето она кое што знаат дека го можат, а и постигнуваат успешни резултати. Секако поддршката од семејството се тргнува од таму, од семејството. Целиот процес, мислам, тоа важи за секого, меѓутоа кога се соочувате со некаква попреченост е малку по-изразено тоа да ви треба да имате поддршка и се тргнува од тоа како ќе ве третира
околината се почнува нели од дома. Да. Се третманот основен е од дома. Јас имав навистина среќа да растам во едно семејство кое што е отворено, искрено, едуцирано, да кажам, да имам едноставно ме третира исто како што моите родители ме третираа исто како што ја третираа мојата постара сестра. Немаше некоја разлика во однос на тоа како се однесуваат према неа и како се однесуваат према мене. Едноставно тоа си течеше најнормално. Секако дека тука уствари би спомнала дека лицата со попреченост пред се системот треба да размислува во насока на тоа дека треба пред се да се даде на поддршка на родителите. Затоа што родителите се оние кои што го насочуваат детето, а секако дека кога ќе се соочи некој како родител со некоја состојба на детето која што е поразлична, секако дека има момент на шок каде што не знае како треба да се справи со сето тоа. Како што кажав, моите родители не им било воопшто лесно да го поменат тој процес, меѓутоа бидејќи мајка ме носела како бебе на операции во Русија 3 пати, каде што се среќавала со луѓе кои што се соочуваат со истиот проблем, со кој што разговарала и кои што на некој начин и помогнале како да се справи со сето тоа. Меѓутоа, овде институционална психолошка поддршка немала. И тоа е се уште многу голем проблем и треба да се почне да се работи во таа насока, да добијат родителите соодветна поддршка од институции, од стручни лица, психолози, дефектолози, кои што ќе ги насочат како да се справат со целата ситуација, за да можеме после да разговараме за тоа што е апсолутно многу важно, да лицето со попреченост има самодоверба, има храброст, знае колку вреди и да постигнува успеси и да ги руши бариерите кои што ги има на пат. Само за крај, бидејќи сме медиумски работници и некој пат се прашуваме, можеби Ивана, јас и сите ние кои што сме дел од медиумите, кои се вашите мислења за тоа како денес медиумите ја прикажуваат, можеби целата слика, визија за ајде да речеме лицата со попреченост. Дали доволно и адекватно, еластично, транспарентно прикажуваме приказна, индивидуална, колективна? Имам многу остро мислење по тоа прашање, за тоа што ние за тоа и ставивме категорија награда за медиуми. За да ги поттикнеме медиумите да бидат транспарентни во објавувањето на приказните за лицата со попреченост. Затоа што вие како медиуми кога ќе прикажете некое лице кое што моли за помош, кое што бара донации, генерално во јавноста ја создавате таа свест кај луѓето дека лицата со попреченост постојано молат за нешто. Се некаква жртва да речеме. Ете така. Но да, има и такви ситуации и случаи, вистина, но не е таа целата, но не е таа целата слика. И ние мора да бидеме, значи ние тука да ве нели подисправиме и вие повеќе да прашате, значи има успешни приказни, има инспиративни приказни, има навистина ситуации кои што треба да се помогне. Има некои работи каде што со ваша помош сите овие проблеми кои што они ги спомнаат може да се поттикнат институциите да ги решат побрзо, заради тоа што некогаш решенијата не значат финансиски средства од државата, туку значи, како да кажам, психолошка, емотивна поддршка, делување. Повикна акција за да некој направи нешто конкретно. Тротоарот, например, на улица, дали ќе биде понизок, тоа не изискува екстра средства, тоа треба само некој пониско да го стави. Така да, по тоа прашање, медиумите би требало транспарентно да известуваат и да не ги ставаат лицата со попреченост во еден кош. Затоа што имате видливи попречености и невидливи попречености. Значи, треба да се даде простор на оние кои што навистина
се инспиративни приказни. Ние денеска имаме двајца, меѓутоа имаме, значи сите 40 номинирани кои што беа на настанот има своја инспиративна приказна. Но од друга страна немале доволно простор да импресионираат публиката. Така да од тој аспект еве денеска се подобруваат. Да, ете ние денеска оставивме простор и ја реализиравме оваа наша утринска тема, токму во таа насока или од тие причини. Добро е што можевме да ги слушнеме инспиративните приказни, да кажеме и за наградите, но и да едноставно заедно ја испратиме пораката, па и да го испратиме гласот за тоа што е потребно или неопходно за лицата со попреченост кога зборуваме за инфраструктурата, за патиштата, но и за психолошката поддршка како и што спомена има. Ви благодариме што бевте наши денешни гости и што утрово имавме можност да позборуваме за овие работи. А во контекст и на нашата тема, прилог ни подготви колешката Емилија Мисрилиевски. Лицата со попреченост заедно со учениците од битулските училишта настапија во поетски рецитал, во кој што рецитираа поезијата на Кочорацин, Ацо Шопов и Блаже Конески. Организатори на настанот се од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Битола, а која е нивната цел? Тие велат дека овие креативни активности се да допрат до сите оние читатели кои што во општеството и да го подигнат гласот против стигмата и дискриминацијата со кои што се соочуваат овие лица, па во продолжение одиме во Битола со следниот прилог. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Битола во соработка со ученици од неколку училишта во градот подготвија инклузивен поетски рецитал. Тие заедно пееја песни и ги рецитираа Тутуноберачите од Кочорацин, Очи од Ацо Шопов, Везилка од Блаже Конески. Два конца парај, од срцето жади, едни од црни, а други од црвен. Едни од буди, норничарни таги, други од компнеш, и светол и стрвен. Па соми вези еднолична низа, песна копнеш и песна на. Која што плезнам на ленена риза, ракат за бела на десна. Со овој настан, Центарот Порака го одбележа Меѓународниот ден на лицата со попреченост. Тоа е инклузивно поетски рецитал со социјална тематика која се поистоветува со тешкиот дискриминаторски живот на нашиот народ, со животот и на лицата со попреченост, кои се соочуваме во секојдневниот живот, постојано. Исто така и за сите општествени прилики и неприлики со кои се среќаваме. Вклучени се повеќе чинители од градот. Мотото е обединети кон остварување на подобри права на лицата со попреченост, поголема инклузивност, подобро инклузивно општество за сите, во кои ќе бидеме рамноправни, недискриминирани граѓани. Целта, најповеќе, вклучување на лицата со интелектуална попреченост, бидејќи ние сме организација за поддршка на лица со интелектуална попреченост, со сите потенцијали и способности во заедницата и општествениот живот. А сите заедно, денес, како што сме од повеќе училишта од Битола, ќе се обидиме да бидиме и ќе продолжиме да настапуваме како застапници за промени и трајни наследства. Во рециталот се вклучија ученици од повеќе битолски училишта, меѓу кои и Тодор Ангелевски, со кое Порака со години наназад организира креативни настани. Ние денес не славиме, туку се гордееме. Се гордееме на нашиот дух, се гордееме на нашата храброст, на нашата уникатност. Односно, ние сме доказ дека различностите го збогатуваат светот. Сите треба да сме свесни дека секоја пречка е мала, ако ние луѓето сме големи. Настанот се одржа под мотото Мостови на другарство за општество без предрасуди, за како што велат организаторите, со цел да допрат до сите чинители во општеството и да испратат порака дека сите сме еднакви.